Од недела стартува проектот Безбеден град, кој има за цел зголемена безбедност во нашата држава. На оваа тема зборуваме со Илија Алтанџиев, помошник министер во Одделот за граѓански работи во МВР. Добро утро, добро дојдовте во емисијата. Добро утро, Ани, добро утро на гледачите на утринската програма на македонската телевизија. 1 февруари стартува системот Безбеден град. Дали се подготвено за почнување на овој проект на МВР? Токму така, како што беше најавено, на 1 февруари официјално ќе почне системот Безбеден град. Сите законски и технички предуслови се исполнети за максимално успешно функционирање на целиот систем. Кои категории на казни ќе бидат спроведени во целиот овој систем? Во првата фаза системот Безбеден град ќе санкционира неколку типа на прекршоци. Тоа се оние прекршоци од кои е констатирано дека произлегуваат најголем број сообраќајни незгоди или сообраќајни незгоди со тешки или смртни последици. Такви се пречекорување на брзината, поминување на црвено светло, погрешно паркирање, а и управување моторно возило кое нема валидна регистрација, односно му истекла регистрацијата. Треба да ги потсетиме граѓаните дека време да ги ажурираат своите податоци на шалтерот овде во македонската телевизија. Да, жителите на Скопје може да ги ажурираат своите податоци во МТВ, во просториите на Одделението за управни работи Скопје, на приземјето, на шалтерот за Безбеден град. И тука сакам да упатам еден апел до сите граѓани на државата, и за граѓаните на Скопје, и за останатите граѓани низ државата, дека може да ги ажурираат своите податоци во рамки на Одделението за управни работи низ државата, како и во станиците за технички преглед, каде што има деташирано вработен од Министерството. Да споменуваме од колку до колку работи шалтерот, до кога е достапен за граѓаните? Шалтерот работи од 8 до 16 часот, сега во интерес на граѓаните ќе работи и сабота од 8 до 16 часот, а во текот на работната недела ќе го зголемиме работното време од 8 до 18 часот, за да може и граѓаните после работа да може да си ги проверат или да си ги променат податоците. Што се оние граѓани кои што нема да ги ажурираат податоците? Молам? Што се тие граѓани кои што нема да ги ажурираат податоците? За оние моторни возила кои сториле прекршок, не може да се евидентира контакт, секако Министерството за внатрешни работи си има свои средства и методи како да ги пронајде вистинските сторители на згодите. Пак ќе потсетам, оние граѓани кои дале неточни податоци, секако може да одговараат за давањето на неточни податоци, бидејќи изјавиле под полна материјална и кривична одговорност дека даваат точни податоци. Имаше во измената такви граѓани? Од интерес на сите да дадеме што порано, што поточни податоци со цел максимално и поефикасно функционирање на целиот систем. Целта на овој систем е нормално безбедноста на граѓаните, иако веќе и активисти и граѓани реагираат дека всушност народот е заплашуван и нешто слично, што апсолутно не е вистина. Единствена цел е безбедноста на граѓаните. Безбедноста во сообраќајот е многу важен дел од севкупната јавна безбедност. Многу луѓе коментираат, целта е да се полни буџетот, да се пишуваат само казни, но мора да забележиме дека откако почна најавата за Безбеден град, откако почна тест фазата во ноември месец, граѓаните покажаа една голема свест и покажаа дека може европски да се однесуваат дома. За пример, ако во ноември биле констатирани дневно над 110-115 илјади прекршоци само на територијата на град Скопје, деновија се констатирани околу 15.000. Тоа е голем успех. Така е. Ние во неформална комуникација, во разговор пред да почнеме, спомнавме дека малку и претеруваат граѓаните со намалување на брзината и возат некогаш и многу многу споро, да. Рековте вие веќе почнувате со едукација и во тој дел дека треба да се оди нормално или до ограничената. Нормално, колку возат, да не се претерува. Апсолутно, значи и возење повеќе од дозволеното и возење многу бавно е секако спротивно закон. Потребна е една добра синхронизација во рамки на сообраќајот. А може да најавиме во делот на давањето на податоците дека од следната недела Министерството ќе пушти во функција дигитална платформа на која граѓаните ќе може исто така да си ги ажурираат податоците, а и која ќе биде во функција од страна на вработените во Министерството при вршење на регистрација на моторно возило. Тоа значи при давањето на податоците од страна на граѓаните и при нивно внесување од страна на референтот за регистрација на моторно возило, системот автоматски ќе испраќа код за верификација на мобилниот апарат на граѓаниот и на неговата имейл адреса. Така што без верификација на кодот и на граѓанинот нема да може да биде извршена
регистрацијата. Нема да има можност за злоупотреба, тоа ми беше цел. Така. Извесен период е отворено и одделението за управни работи во зградата на МТВ, сега полесно и подоставни документи потребни на граѓаните. Како функционира? Функционира одлично. Одделението за управни работи Скопје, реновираниот дел е веќе во функција повеќе од половина година. Во моментов досега се изведува градежни активности во втората половина. Очекуваме дека истата ќе биде во функција некаде за околу месец и пол. Најмногу. А понатаму сме и во фаза на изградба на нов објект, целосно нов објект за управни работи за граѓаните на општина Велес. Разговараме за решение во општина Штип. Имаме договор постигнат и согласно со општина Делчево, таму општина Делчево ќе ни отстапи нови простори за управните служби, така што континуирано работиме на подобрување на севкупните услови за работа на вработените, но и на условите каде што граѓаните ги добиваат своите услуги. Задоволни ли се вработените? Максимално. Дури вчера да не видиме. Тоа е добро да се слушне. Кои се некои ваши следни активности кои се во план? Како што споменав, тоа се дел од некои инфраструктурни активности кои ќе ги преземеме оваа година, покрај тековното одржување на инфраструктурата и во останатите одделенија за управни работи. А планираме поголема дигитализација на добар дел од услугите. Изминатава година во функција беа пуштени повеќе услуги преку порталот услуги ГовМК, целосно автоматизирани од страна на Министерството за внатрешни работи, за кои немаше потреба од дополнителна верификација при нивното издавање. Такви се издавањето на уверение за државјанство, потврда за жителство, потврда за сопственост на моторни возила, апликација за одобрение за набавка на оружје и така натаму. Кој е вашата порака до граѓаните? Недела стартува системот Безбеден град, на што најмногу да внимава? Мислам дека нема простор за паника, граѓаните треба да си ги почитуваат правилата, како што впрочем покажа дека и можат да го прават тоа, да возат согласно законските норми, со цел помал број на сообраќајни незгоди и еден порелаксиран сообраќај во државата. Јован Алтанџиев, ви благодарам за денешното гостување во нашата емисија. Се разбира, ве очекуваме повторно, има за што да зборуваме и во иднина. Ви благодарам на поканата.